болоњез сос, бешамел сос, квалитетна убава моцарела. Се што ти треба за убава лазања. Ама не денес. Денес правиме лазања без месо. Лазања од модри домати. Откако ги излупивме, ги сечеме на тенки слајзови. Не е многу тенки, прилика вака нешто. И, откако ги сековме на тенки ленти, ги посолуваме. Посолуваме. Па повторно редиме. Чисто колку да ги посолиме. Затоа што модриот домат, кога ќе остои со солта, он испушта течност, така да тоа ни е потребно. Може да отстои некој време вака. А за тоа време, ајме следно. И како што може да видите, модриот патлижан веќе не е испотен, како што ви кажав, нели? Од солта станува помек и ја испушта течноста. Сега е време, тука имам претходно брашно, јајце и оди на пржење во претходно загреано масло. Брашно, потоа јајце, треба што е можно помалце да има јајце на самото парче. Значи убаво да се исцеди. Ова ни треба. Златно жолта боја, ни повеќе, ни помалце. Ги ставаме на кунска хартија за да го упие маслото. Значи, откако ги спрживме модриот патлижан, сега е време да го направиме сосот, но не болоњез. Сос само од домати. Во тенџере ќе додадеме масло. Ќе го исецкаме лукчето на многу ситно. Го додаваме лукот. За лукот доволно е само колку да ги испушти своите ароми. Сега ќе го додадеме томатното пире. Томатно пире. Зачинуваме со вегета, неизбежно. Ќе додадеме малци сол, многу нормално. И кралот на томатниот сос се знае, ориганото. Ставиме оригано. И сега, на самиот крај, ќе додадеме свеж магданос. Ситно сецкан свеж магданос. Го додаваме и магданосот. Томатниот сос ни е веќе готов. Ајде да ја наредиме лазањата. Најдолу ќе ставиме од сосот. Не многу. Чисто колку да го покрие целото дно. Сега редиме од модриот патлижан.
После првиот ред модри домати ставаме повторно од томатниот сос. Убаво го премачкуваме. Потоа ставаме пармезан. Па врз пармезанот моцарела сирење. И сега повторно ставаме уште еден ред од модриот патлижан. И сега повторно ја повторувам истата постапка. Повторно ставаме од сосот, пармезан и моцарела сирење. Се така, зависно од тоа колку сакаме да ни биде висока лазањата. И драги мои, последниот ред од нашата не секојдневна лазања го завршуваме само со моцарела. Значи, скроз на крајот ставаме само моцарела, покриваме со алуминиумска фолија и оди на печење 35 минути, 220 степени, идеална температура и време. Прекрасно. Видете како изгледа. Не мора да се дотура вода, не мора ништо, никакви течности. Чисто го покриваме, затоа што 90% од работите ни се внатре термички преработени, така да коски немаме внатре, дечки. Се гледаме за половина час. Дечки, лазањата е готова, испечена и изладена. Зашто велам изладена? Ако е врела, нема убаво да можеме да ја сервираме, ќе ни се растори. Хајде да исечеме. Ќе исечеме на малку поголеми коцки. Ајде да ја сервираме. Ајде да видиме како тоа би изгледало на тангир, во чинија. Ќе ставиме одоздола како подлога малку од сосот. Погледнете. Фантастично. Може вака тука едно гранче Макдонос. Чисто за декор. Ќе ставиме уште малку пармезан. Вака изгледа лазањата од модри патлижани. Навистина ми е криво што не можете да слушнете како мириса.